Споредбено со информациите кои ги имавме во првиот и вториот мониторинг извештај, забележавме дека најголема тенденција за зголемување на бројот на стари нерешени предмети има за постапки пред Основен суд Скопје 1 Скопје и Скопје 2 Скопје. Во периодот на мониторинг, кој го опфаќа периодот од јануари до март 2018 година, има зголемен број на нерешени предмети од 3 до 7 години за дополнителни 2620 предмети, она што е карактеристично е тоа што во овие постапки најголема бројка има за прекршочните предмети, односно 2443 предмети се прекршочни. Основен суд Скопје 2 Скопје има зголемен број на нерешени предмети од 3 до 7 години за дополнителни 766 предмети, при што и двата судови имаат изголемен број на предмети кои што изнесуваат од 7 до 10 години и над 10 години. Споредбено исто така со информациите од првиот и вториот мониторинг извештај може да се види дека континуирано за постапки пред Управен суд на Република Македонија и Основен суд Скопје 2 Скопје има најголем број на поднесени барања за судење во разумен рок и констатирана повреда од страна на Врховниот суд. Во овие 3 месеци за постапки пред Управен суд на Република Македонија поднесени се 48 барања за заштита на правото за судење во разумен рок, а утврдена е повреда во 19 постапки, додека за постапки пред Основен суд Скопје 2 Скопје поднесени се 29 барања, а утврдена е повреда во 4 постапки. Што се однесува до приоритетот за брзо извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права, најпрво би сакала да истакнам дека извршувањето на пресудите донесени од Европскиот суд за човекови права е една од врските на Република Македонија кој што ги има преземено со самата ратификација на Европската конвенција за човекови права. Во периодот на мониторинг донесени се 4 пресуди во кои е констатирана повреда на правата загарантирани со конвенцијата. Доставени се 2 акциони извештаи до Комитетот на министри за предметите Селмани и други против Република Македонија и случај Центар за развојна аналитичка психологија. За предметот Селмани против Република Македонија, Уставниот суд има подготвена анализа за причините кои што довело до повреда на одредбите и правата загарантирани со конвенцијата. Истовремено има и доставено предлог мерки за извршување на пресудата до меѓуресорската комисија, при што во предлог мерките Уставниот суд има наведено дека во иднина ќе настојува во случаите кога повредата на слободите и правата е направена со дејствие на јавен орган, пошто барателот директно за прв пат се обраќа до Уставниот суд, да одлучува врз одржана устна јавна расправа. Доколку Уставниот суд одлучи да нема расправа, тогаш во самото решение треба да ги образложи причините зошто таква одлука е донесена. Статусот на предмети кои што се под зајакнат надзор се уште не е сменет. Постојат 2 предмети кои што се под зајакнат надзор од страна Комитетот на министри, и тоа предметите Елмасри против Република Македонија и Хајрилаху против Република Македонија. Во однос на предметот Елмасри против Република Македонија, на 28 март министерот за надворешни работи Никола Димитров преку официјално писмо се извини во името на Република Македонија за постапувањето на македонските власти по изминати 6 години од пресудата на Европскиот суд за човекови права. Во меѓувреме на 12 април исто така е пратен и ревидиран акционен план до Комитетот на министри. Во однос на предметот Китановски против Република Македонија, кој што беше напоменат во претходниот мониторинг извештај, како водечки предмет на уште 3 повторувачки предмети, постои напредок во однос на воспоставувањето на надворешен независен механизам за надзор на работата на полицијата, односно за кривични дела кои што се сторени од страна на лица кои што се со полициски овластувања. Пакетот на законски измени беше усвоен од страна на владата во овој период, меѓутоа во април беше усвоен од страна на Собранието Република Македонија, што е значителен напредок во оваа област. Дополнително во однос на овој предмет, Бирото за застапување прави анализи за доставување на ревидиран акционен план во однос на овој предмет. Исто така, во овој период е одржана 14-та седница на меѓуресорската комисија на 28 март, при што таа е прва седница во текот на 2018 година.
што се однесува во однос на препораките кои што беа дадени на претходната седница на меѓуресорската комисија, ние поднесовме барање за слободен пристап на информации од јавен карактер до соодветни институции во однос на тоа дали истите имаат постапено по дадените препораки на претходната седница. Имајќи предвид дека препораките за доставување на информации до меѓуресорската комисија се извршени од страна некои надлежни органи, може да се види значењето на редовното одржување на седници на меѓуресорската комисија, за разлика од тоа што во 2016 и 2017 година меѓуресорската комисија имаше одржано само по една седница во текот на една година. Иако согласно Законот за извршување на одлуките има обврска да одржи најмалку 4 седници годишно. За таа цел е потребна континуирана и како констатација потребно е да има континуирана и навремена комуникација помеѓу меѓуресорската комисија, Бирото за застапување и соодветните институции со цел да нема повреди на правата загарантирани со Европската конвенција за човекови права, како и спречување на настанување на клонирани случаи. Иако Бирото за застапување и меѓуресорската комисија се надлежни за следење на извршувањето, сепак надлежните органи кои што ги направиле повредите треба да се стремат кон тоа да не се случуваат исти или слични предмети, исти или слични повреди на Европската конвенција, а со тоа да настануваат клонирани случаи пред Европскиот суд за човекови права.